И покрај јавните изјави на интегративците дека не сакаат двојно изборно соочување со граѓаните, СДСМ се уште да актизира дали да ја прифати фрлената ракавица на опозицијата заедно со претседателските да се одржат и вонредни парламентарни избори. Партиските органи на нова средба треба да договорат како ќе настапат, а со тоа и повторно да се судрат различните ставови на крилата на Шекеринска и Заев во владеачката партија. Имаме, како што веќе неколку пати кажувам, силни аргументи и за одење на избори, на предвремени парламентарни избори, и аргументи кои што ни кажуваат дека можеби предвремени парламентарни избори би можеле да го закочат интегративниот процес на државата во Европската унија и НАТО. Но имајќи во предвид дека ова барање доаѓа од претседателот на најголемата опозицијска партија, вреди една сериозна дебата во рамки на телата и органите на партијата пред да се донесе конечна одлука. Портпаролот Костадинов се обиде да ја оправда партијата, па вели нема никакви проблеми со коалиционите партнери, а консензуалниот кандидат се уште бил во игра. Но подпредседателот на СДСМ Закири на неодамнешниот состанок на партиските органи во изјава за албански медиум јавно му порача на Ахмети дека легитимно е дуи да си предложи свој кандидат или да го поддржат кандидатот на коалицијата. ВМРО ДПМН не отстапува од барањето на граѓаните за предвремени парламентарни избори да одлучат за промена на власта. Претеничката група побара мнозинството да не спинува и да ја прифати нивната иницијатива за распуштање на парламентот. Доколку Социјалдемократскиот сојуз мисли дека ВМРО ДПМН се плаши од избори, се уште нема донесена одлука, ги повикуваме да се охрабрат, да ја донесат одлуката како што бара еден поголем дел од Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, да излеземе на избори и пред граѓаните да се соочиме со сите негативни и позитивни политики и на ВМРО ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна, пак албанската опозиција не признава консензуален кандидат. Партиите на Сила и на Касами велат такво решение е возможно само доколку идниот шеф на државата се бира во собрание. И двете партии се согласни дека предвремени парламентарни во пакет со претседателските се неопходни, но не исклучуваат и заедничко представување. Партиите пред одлука дали ќе се избере партиско решение или надпартиски кандидат. СДСМ на 3 март на Конгрес ќе обелуденат кој ќе биде нивниот кандидат кој ќе ја трча претседателската трка, а до утре е отворен и конкурсот за кандидат кој ќе го поддржи ВМРО ДПМН за еден шеф на државата. Партиските делегати на конвенција на 16 февруари во Струга ќе ја донесат и конечната одлука.